Ги следите вестите на програмата на Канал Виса, како што и најавивме. Гостин во вестите на Канал Вис е Николче Ѓорѓиев, момче кој што од минатата сезона го паметиме кога трчаше за пациентите со пулмонална хипертензија, а веќе в недела ќе трча исто така еден полумаратон или маратон од Струмица до Гевгели, ако не се лажам, до Дојран, за Благој Истатов, фудбалската голманска легенда. Николче, добре дојдовте во вестите на Канал Вис. Добро ве најдов. Јас реков дека минатата година имаше една таква манифестација, но која што беше посветена на пациентите со пулмонална хипертензија. В недела со почетокол во 10 часот, Николче, трчаме со Николче, така е наставен проектот. Како дојде до идејата и зошто? Идејата дојдовме вака со години разговор со Мишел. Така. Пред се како да успееме нешто да направиме, да поттикнеме, без разлика како и што и да е. Се договоривме оваа година од стадионот, градскиот стадион кој го носи името Благој Истатов, со клубот ВК Актив, големата организација тие организираат, со Мишел заедно, неговата фамилија, да направиме еден кест како голем почит за легендата на македонскиот фудбал, за голбол и да успееме за нов предизвик, нови успеси. Така е. Се познававте ли лично со Истатов? Како мало дете се сеќавам на него. Така. Како мало. Така, сепак тој беше голманчиште и долго време беше посветен на фудбалот. Струмичани се одложи со тоа што го носат, го именува стадионот Младост во Благој и Истатов. Колку кеве има на овој нова маратонско трчање? Мислам дека околу 42 километри од стадионот до Дојран. Да, пред се од овде стадионот тргнуваме некаде околу бројката ќе биде околу 20 спортисти кои ќе трчат. Големиот дел, некаде околу 15 до 20 ќе бидат со велосипеди, значи ВК Актив, момците со велосипеди. Потоа се приклучуваат негде околу 10 од Валандов. Така. Продолжуваме кон Дојран. Значи, освен од овде од Струмица, попатно ќе ви се приклучуваат и оние кои што сакаат да трчат и да му се одложат на некој начин на Истатов. Колку се очекува на целта? Предпоставам дека ќе завршите кај спортско-рекреативниот центар Истатов на близо во Дојран, или? Да, така е. Таму завршуваме, таму е целта. Предпоставуваме времето ако служи, мислам дека ќе биде се во ред, некаде околу најкасно до 2 часа да сме веќе таму. Значи, сакате да кажете дека околу 4 часа ќе 4 часа, темпото ќе биде умерено, ни помалку ни побрзо. Можете ли, например, да и останати граѓани кои што не можат тој предизвик да го издржат до 40 на километри, но со вас да трчат 2, 3, 5, не знам? Дефинитивно да. Има организирано се, значи не е за секој да може да истрча умерено или да има дистанца дадено, мораш, не. Овде се тргнува од секоја своја волја. Така. За разлика дали 3, 5 до 10 километри има организирано превоз, кој колку може, така да. Важно е и мене ми е желба да стигнеме сите заедно на целта здрави и живи. Така. Значи можат ќе има организација кој што постојано ќе го следи таа група каде и кои што ќе трчат, но и кои што ќе возат велосипед, може да се приклучат и други кои што сакаат едноставно во недела да бидат дел од овој спортска манифестација посветена на нашата легенда. На самиот почеток Ѓорѓе ве најавив како човек струмичанец кој што не живее овде во Струмица, живее во Швајцарија, но доаѓате од Швајцарија за да подигнете јавната свест, но и да оддадете и да ги насочите сите кон спортување. Вие сте маратонец или? Маратонец. Маратон во како се вели, во маратонски дел во 42 км и повеќе, ултрамаратонец. Велосипед. Така. Сега заново беше со велосипед дуатлон. Тоа е трчање и возење велосипед. 10 км возење, трчање односно, 155 км возење и на крај повторно 30 км.
трчање. Ова го поставив прашање малку да добиеме јасна слика кој е Николче Ѓорѓиев. Минатата година организиравте едно маратонско трчање до Гевгелие за пациентите со пулмонална хипертензија и во чест на Ѓурѓица Сакјаева, кој што се уште нели претпоставам контактирате и ова година имаше исто така едно. Да. Имаше и за неја, мислам дека беше 2 декември. Контактираме, овде сме малку послабо, али да сме здрави и живи. Така. Секој е добро. Од каде таа љубов кон трчањето? Како дојде? Обично од Сушица излегуваат фудбалери. Па порано играв и јас малку фудбал, се бавев со спорт, со фудбалот. Трчањето од мали нози. Дали овде во Струмица, покасно вратен во селото. И од мали нози се организираше и кај нас секогаш од порано се постоја некои, како се велат, панагирски трки. Така. Па можеби од таму некаде. Али спортот ми е пред се, секој ден ми е веќе полека. И пренесувам на сите млади да се што повеќе спорт е поздраво. Здрав дух, здраво тело. Така. Успеваш ли, бидејќи сепак маратонот бара една енергија, една подготвеност и дуатлонот на овие високи, односно големи дестинации, но имате и работни обврски, успевате ли сето тоа да го избалансирате? Секој ден. Покрај работните обврски, без разлика дали е пред работа или после работа, значи скоро секој ден на тренинг. Тренингот ми е умерен, без разлика некогаш 10, 20, 30. Значи има некоја своја програма. Така. Али наоѓам доволно време и за тренинг и за фамилија. Така. Ова е сега, со овој предпоставам, ова маратонско трчање за Благој Статов е заокружувате оваа година, нешто како планови до година? Да, во право сте, ова е последна за ова година. Следнава година да бидеме сите здрави и живи. План ми е Скопје маратон, да присуствувам, па да одиме на државен рекорд. Потоа следуваат байк маратон, маратон на велосипеди. Ги има доволно. Да сме пред се здрави и живи. И следнава година повторно некаде пак ќе се организира нешто. Имаме некои планови со клубот ВК Актив. Голем поздрав за нив, нивната поддршка. Сам лично признавам не можам тоа јас. Ги поздравувам и благодарам. Планови ќе има доволно. Така. И се надам ќе успееме. Така, за да заокружиме, во недела во 10 часот тргнувате од каде? Во недела 10 часот старт Благој Статов, стадион Благој Статов. Така. Продолжуваме Струмица, во Ландово се приклучуваат уште неколку спортисти и рекреативци. Одиме према Дојран, таму е целта, ќе биде организирано ручек, ќе има добра забава, покрај спортот и да се дружиме. Така е. Ова нека биде и покана до сите почитувачи на ликот и делото на Благој Статов, едноставно да ве поздрават на стадионот Благој Статов во Струмица, каде што ќе тргнувате, а па впрочем и по улиците каде што ќе ве стретнат, едноставно да ја испратиме таа порака дека треба сите да спортуваме. Николче, јас ти благодарам што беше дел од вестите на Канал ВИС, ви посакувам успешно организирање, но и истрчување на тој маратон во чест на Благој Статов. Благодарам и на вас на поканата. Така.